Долго време низ историјата, соништата биле предмет на претпоставка и извор на инспирација. Луѓето го барале нивното значење и се обидувале да гатаат со нивна помош. Гледано физиолошки, соништата се опишуваат како реакција на неутралните процеси за време на спиењето, психолошки како одраз на подсвеста, а па гледано духовно, тие се пораки од Бог или предвидување на иднината. Многу култури практикувале инкубација на соништата, со намера да се обработат, што биле претскажувачки или содржале божествени пораки. Сонот се сваќа како израз на духот на оној кој сонува, представен со символи. Сонот представува порака од човековата подствес, прикриено исполнување на потиснатите желби. Безсмислено е сонот да се толкува, без помош на оној кој го сонувал, бидејќи само тој може да знае што значат некои мотиви од сонот. Настаните во сонот се поврзуваат со настаните од претходниот ден, а однесувањето во сонот се поврзува со скрените чувства. Благодат вам и мир од оној, кој беше и кој иде, и од 7 духови кои се пред неговиот престол. И кога го видов, паднав како мртов пред неговите нозе. А тој сложи својата десница врз мене и ми рече: не бој се, јас сум првиот и последниот, и ги имам клучевите на подземјето и смртта. Потоа видов врата отворена во небото и поранешниот глас, кој како труба, со мене рече: дојди ваму горе и ќе ти покажам што има да се случи после ова. Ало? Дали господинот иден археолог се уште спие? Тука сум бе, тука. Абе, не се зезам кога ти викам, бе, човек. 7 дена сањам иста цура. Од Марс да е падната, памет ме вади ти има мама. Аман со тие твои кошмари, бе. Дај човек еднаш престани со твоите филозофии, среди си ги мислите, само некакви вонсериски девојки сањаш. Не сери. Свикаш, сака да те фати, а ти како мртов лежиш. Фина. А секс падна? Или ти беше и мачарот мртов? Океј, те чекам, доаѓај па ќе провериме. Ќе бидам во читална. Океј, ајде, да се облечам и тргам, ајде, ќе доам таму. На факултет, ајде. Ајде. Крстове, па се запише на факултет, смени начин на живот. Што да правиш, бе? Само учам. Сека вечер читам една различна книга, а да не се фалам некојаш и по две. Ало, абе доста? Извини. Слободно. Че ја легнувам, ја отварам, ја читам, се до спиење. А потоа, ако ми се допадне, се навраќам,
цела вечер, се до утро. Ајде. Па гледам, библиотекава денеска нуди добар избор од мајмо неделя. Туку ај стани да будеш неа полна книги, може ке недеме нешто за онаа моја на мами ева во сериско. Знаеш што заборав да ти кажам? Сапајле во освен сурата, сањав и Библија. Библија. Брат, за каква Библија збориш? Па Библија, отворена на Откровението по Јован. И мислам дека слушнав еден глас, и мислам дека ми рече баш вака: не бој се, јас сум првиот и последниот и ги имам ключевите на подземјето и смрт. И потоа се појави цурата и се движеше полека на кај мене, ко да сакаше нешто да ми каже. Ама за жал не успеа, не ми кажа. Што така се знала? Па, ти ме разбуди селјак еден. Еј, друже, ова за тебе тука да не пишувале. Абе, Јован, дојде да видиш што пишува тука нешто за тебе. И ова го сонува, бе, човек. И видов кога јагнето отвори еден од 7 печати и чув како едно од живите суштества да вика како со гласна грамотевица. Дојди. И видов. И ете бел конј, а оној кој седеше на него имаше лак и му беше дадена круна и излезе победувајќи и да победи. И видов и ете црн конј, а оној кој седеше на него имаше Терезија во својата рака. И видов ете сив конј, а на оној кој седеше на него името му беше смрт и подземјето идеше по него. И кога го отвори петиот печат, ги видов пожртвеникот душите на закланите заради Божјото Слово и заради сведоштвото што го имаа. И видов кога го отвори шестиот печат, и се збидна голем земјотрес, и сонцето поцрне како вреќа, а целата месечина стана како крв. Дали ова можно да човек? И кога го отвори седмиот печат, настана тишина на небото околу половина час. И ги видов 7 ангели кои стоеа пред Бога, и им беа дадени 7 труби. Чек се тоа го сонував. Ајде да видиме како заврши ова приказна. И ете, доаѓам скоро. Блажен оној кој ги пази пророчките зборови на оваа книга. И јас, Јован, сум тој кој го чу и виде ова. И кога чув и видов, паднав да се поклонам пред носите на ангелот кој ми го покаже ова. Не можам да поверам, че ова стварно се дешава, е. Тежок е животот, пријателе. Денес си овде, утре те нема. Те прегазил конјот. Отиде јавана. А девојката? И таа ли е таму? Заробена меѓу тишината. Крсте, таа е розата со 7 ливчиња. Тоа се 7 небеса, 7 ангелски хиерархии, сите заедно совршени, разбираш? Сам ништо не те разбирам. Што збориш, бе, брат? Да не забера ти малце. Не забега, бе, брат, само си ги поврзав работите. Ако ни се саѓаш, ако се отворат 7 печати, готови сме, најбавме. Брат, отиде светот, целиот простор, целото време. Брат, многу сум среќен. Па дали знаеш дека 7 е клучот на Евангелието според Јован? 7 недели, 7 чуда, 7 печати и виденија. Ни имаме само уште 7 недели. Кај сте? Здраво, јо. Стаса? Стаса фали. Кај се сите, бе? Па ти да дојде сите си отидоа. Абе, истражувавме со колегата Крсто, заглавивме во библиотека и... И? Отидовте на пијачка со некој од книгите на колегата Крст. Е, Лука, знаеш што? Ај не филозофирај многу, важи, пошто преку глава ми од факултети, од локалитети, од камења, и од чудни жени, и од све, знаеш. Што сум јас тука, бе, а? Месаја, доктор, спасител, што? И време во видимо. Де топло, де ладно, се па сонце грее, се мрднам денес, се мрднам. Овој Миличок, не сме должни да ги слушаме твоите параноични фрустрации. Ако сакаш да бидеш дел од тимов, повели. Ако не, после ти да му објасниш на професорот зашто не копаше денеска со нас. Ако е копава мојава душа, знаеш?
Овој скрен. Извинувам, девојко. Кој е ова место? Каде се наоѓам? Знаеш, јас сум археолог, иден археолог. Со Сара и Лука копавме по камењата, ама ова место некако не ми е познато. Но ти како да си ми позната од некаде. Чекајте што се наводи. Па не е крај на светот, јас немам жени. Чекај бе, чекај, врати се. Судбина Јована. Ти мораш да го спасиш светот, Јована. Ти напиша за јавачите и коњите. Ни го предскажа крајот. Ке ни избавиш од него. Спаси ме мене. Јас сум на небото, но и на земјата. Јас имам 7 листа. Цвет, присушен, овено. Девојка мачна, заробена во просторот. Ме знаеш, Јован. Добро ме знаеш. Вечна е душата, само телото е различно. Но срцето исто чука. А моето чукаше само за тебе. Спаси не. 7 цркви, откровение. А клучот, срцето ќе го покаже. Јоване, ајде стануваме. Што се сукочил? Пак ли сонуваш? Аман со тие сонови. Јоване, јаде стануваме, варам кафе. Јоване, ајде, кафето е готово, ќе се излади. Еве, идам. Па ајде, што направи? Да се среди конечно. Ева, Кажи? сакаш? Да, бе, затоа. Па кај ќе ме носи за нова година? Кај те така запитал, сам. Каде бе? И ти кажувам. Кај Супер кафе си направил, немаш. Фала. Абе не знам уште немам решено кај идеме за нова година, него вечер после факултет сакаш да шетнеме негде. Да? Супер.
ми беше првиот час пракса. Ние окопавме ова. А сега дојде да ти покажам јас нешто. Вие колко е убава. Сите се спремаат за нова година. Ама живе си го живот. Сигурно нема да молчиш за село Струмица. Што е толку важно, па што сум ми потребен и јас? Важно е колегата. Видни ги колешке. Биди хуман. Изгледа крстно ништо не те научил. Лука, не ми е добро. Ќе се дружиме вечер, окей? Окей, како сакаш. Вечер може само да не гледаш и да се палиш. Освен што ќе истражуваме, се пријавивме за маскимбалот. Ќе бидеме... Фрустрирани клонови што ќе плашат мали деца. Јован! Не, ќе бидеме ружи. Ружи што боцкаат. Кога ќе посакаш да ги допреш, прават беле кои остануваат цел живот. А ти пошто се нафурам Јоване, сигурно ќе бидеш обележан цел живот. Настави го нашиот Месија, сигурно е заљубен. А ти што мислиш, која е неслекната цура? Окей, друже. Пушти циркулира, ама да нема бегање. За да се чувствуваш попријатно при патувањето, мисли си на некој од саканите.
Јоване. Јоване. Потоа видов и ете врата отворена во небото. И поранешниот глас што го чув да зборува како труба. Заедно со мене рече: дојди ваму горе и ќе ти покажам што има да се случи после ова. Ти си достоен да го отвориш свијакот и да искршиш неговите 7 печати. Зошто токму јас? Никој на небото и на земјата не може да го отвори. Ти си избраниот, обележаниот. Јоване, првиот знак е надвор. Јоване. Го најдов. Го најдов првиот знак. Ало? Бе, Лука, не се секири, уживај. Абе, на едно место сум, имам нешто работа, се гледаме вечер, окей? Ајде. Ајде, чао. Ајде бре, вие! Абе, ајде! Сега, колега. Абе, уживај, бе, шетам негде, али ми се десам многу закон ствари, не се. Закон ствари. А, Иди ги колешки, бе. Добро бе, зашо ме довлечка до манастирот? Абе, ми се сони дека треба свеќа да запал. Затоа да довлечка. Дојди. До? Те чека, Јоване. Долу да те чека. Шо ти е, бе? Ништо. Ај. Ништо. Ние ќе влеземе у црква.
Оди ќе дојдам да видам само нешто овде и ќе дојдам. Ајде. Долго те чека Јован. Сте ме чекале? Зашто сте ме чекале? Поче не се знаеме, нели? Грешиш. Се сеќаваш кога виде врата отворена на небото? И глас кој како труба ти рече: дојди ваму горе, за да видиш што ќе се случи понатаму. Извинете, но стварно морам да одам и... Застани малце. Јас дојдов овдека за да ти покажам каде е вториот знак. Вториот знак? Тука е вториот знак? Да, вториот знак е токму тука, на ова место. Не бој се, јас сум првиот и последниот, а ти го отвори книжниот свиток од внатре и од надвор и го пронајде првиот печат. Тука ќе го најдеш и вториот. Ајде бе човек, што напред? Извини бе човек, се задржам. Шо извини, саат време те чека. Кажам после. Значи, овој Јован ти е многу комплицирана личност. Ми каже како дојуша пред пола сатот, нигде го нема. Се добро да што се секираш што кај да ќе дојдеш. А окей де, али може да седиме у град на кафе, место да тука да дремеме на треска да го чекам. Добре, шо, па шо добро. Еве го ме доаѓа, што се секира. И дечки, стварно си не да шо каснаме. Пусам на тебе, дечки. Последно време се многу расслабила. Случува нешто, ама не може знаеш. Не бе, не, ништо не се случува сериозно, туку дајте да одиме пошто за време пошто зле ќе прнете. Идете во време. Ајде. Собираме доволно материјал за нашето истражување. По цел ден останеме тука. Професорот сигурно ќе биде задоволен. Во живете ме, не погрешиме со изборот на темава. Знаете, матка има преку 10 пештери и е извор на велики ендемични животни. Така да ќе се најде нешто живете, не е проблем. Да, ти се знаеш и тоа да не го прочитав Библијата. Ти Крсто, каков археолог ќе бидеш? Немаш појма ни од географија, ни од археологија. Маматка е најстарото весточко езеро, уште од 1938 година, човече. Добро те, тоа кој не го зна. А кањенот матка? Дечки, ја ме не сакарете. Ај, ќе го спиеме кафе во икодим, окей? Ги, јас сум за. Ти ова нели беше по религиозни работи? Како се викаше црква? Иден археолог. Брука. Крстова ти е манастирот Свети Андреја. Изграден уште 1389 година. Предавање имавме, ти текна. Само знам дека фреските внатре се на митрополитот Јован од 14 век од со град. А интересна градба. Манастирската црква има форма на издружен крст со куполата во средишниот дел. Море видам ова. Реков дека си талент. А ти ова, као рече дека се вика сликаро? За да бидеш иден археолог Крсто, треба да читаш малце поише од твоите лесни книги, знаеш. И тато еднатре се вика митрополитот Јован, исто ко мене, замисли. Јас ќе идам да се прочитам, ќе се вратам да питам како. Ајде. Ајде.
Ано и Јован го нема 5 сати. Ма не е ништо, ти да видиш Струмица. 5 сати го чекавме, нигде го немаше. Таков е он. Кај сте, бе, дечки, бе, барав и горе саат време изгубив, бе, зашто се си имали? При нас не бараш. Добро, бе, добро, знаете, сега ми искате нешто плюс работа. Битно завршивме, така? Ај на къде, мај. Редно беше. Абе, луѓе, денеска предавањето добро беше. Како да не? Добро. Беше досадно и че не беше интересно. Леле, а слушнавте ли за предавањето, сега ќе купуваме за црква? Било добро. Не, ама, што се бие цркви, вчера Јове 5 сата не шеташе низ матка. Ја, кај е тој Јован? Што се дешава? Има дека видено во последно време. Не знам, ама нешто чудно е. Естин чудно се описува. Ја вчера го прашав, ништо не ми кажа. Да, во последно време многу чудни работи ми се дешаваат. Добар ден. Добар ден. Ми кажа дека овде секој може да го најде својот спокој, духовен мир. Да, точно. Секој верник може да го најде мирот и спокојот да бе. А ти Јован беше, така? Да, Јован сум, но откаде ме познавате? Со што сме не познават многу непознати луѓе, ама. Инаку да, те познавам. Ти беше тој што ги бараше 7 печати, нели? Каде знаете за печатите? Знаете, јас немам кому да се обратам. Сите ме прават лути, затоа и ова моје патешествие не го споделувам со никого. Дури ни мојата девојка... Не се грижи ти воопшто за неја. Таа е во Лондон и многу добро си поминува. Кај да, наскоро ќе ти се јави. А вие видовита сте? Што? Впрочем, сега само да ве прашам дали...
ништо, само си изградив маките, знаеш. Мислам ќе станам друг човек, ама пак сум оној истиот. Знаеш, оној син. Стварно си друг човек. Знам. Шо, ама? Еј, абе, ништо. Нешто, пак. Чека, пример. А ти се врати? Шо ќе ми фалиш? Да чекам на друго. Од екипот или? Било. Вече. Може да издржам. Бе, тука ќе завршим 4-та година. Каде бе? Каде? Утка е она, Здравко Цветковски, архитекта. А ќе ми ги признат изгледа пола пред 4-та година. Стварно? Не си свесна колку ме фалаш. Јоване, нека светлината ти го покаже патот до петиот знак.
со својата презентација. Еве јас. Во ред, колешке, повелете. Професоре и колеги, моето истражување беше за црквите и манастирите во Скопје и околината. Колешке, повелете, а сите останати да уживаме во презентацијата. Колеги, ова е првата црква што ја посетивме. И ова е втората црква што посетивме во текот на нашето истражување. Колеги, ова е дел од нашето патување во Марков манастир и навистина бевме презадоволни и преодушевени од Кај си е, братче? сега Само ќе минат цел ден? две цркви. Значи, со мината лето заедно града и изглед. Сега ќе ви прикажам цркви кои што подакнуваат од многу поодамнешен век. Значи, како што може да забележите, имаат невообичаена архитектура. И преубава е надвешната архитектура на црквата. Според фреските и иконостасот, овој манастир се претпоставува дека е изграден помеѓу 12-тиот и 13-тиот. Меѓутоа, еднаш бил разрушен во време на присуството на Отоманската империја на овие простори и повторно е возобновен во 18-тиот век. И вели сте врати малата, браќе. Искрено, неискрено еве измаршират. Зашо? Па мислам дека не е за тебе. Може и се лажам. Впрочем, горе си, ти си знаеш. Еј, да не заборавам, утре е последното теренско истражување од овој семестар. Од кај па се ова бе, човек, имав спланирано за... Ајде, ќе направам што сме.
Чекај, па уште спијаме и... Прво човек, знам дека не сам на предавање, ќе стигнам во живе, ме разбуди се егото. Чекај, ќе ти се покажам нешто, Нечо. Ало, добар ден. Професор Стево Павловски, ако може да го добием? На терен, добро. Флорита Ерновска дали е таму? Добро, може да ме поврзете со Лилијана Митева? Да, од музеј, да. Фала многу. Добар ден, професорке. Овде колегата Јован. Да, од археологија, да. Вака сега имаме на предмет, ома што сакам да го видите, пошто нешто не ми е јасно околу него. Кога ќе можам да дојдам? Супер, одлично. Се гледаме тогаш. Фала многу, пријатно.